Зголемувањето на пензиите во иднина ќе биде согласно законот, односно формулата со која зголемувањето се пресметува, изјави премиерот Христијан Мицкоски за предстојното зголемување во септември. Да, тоа ќе биде редовно нивелирање, усогласување согласно закон. Знаете дека постоја иницијативи од страна на поединци, во позадина охрабрени од политички партии да предуставниот суд покренат тема за линеарното зголемување на пензиите, за да ги заштитиме пензионерите и пензиите. Понатаму зголемувањето ќе биде согласно усогласувањата предвидени со закон. Цената на дизелот и бензините од вчера повторно се покачени. Дизел горивото во Македонија е за половина евро по литар поевтино од тоа во Албанија. Е за 35 центи поевтино од тоа во Србија денеска. Е од 30 до 50 центи по литар поевтино од сите држави во регионот, Грција, Хрватска, Словенија, БиХ, Црна Гора и така натаму. Без разлика дали станува збор за безоловниот или за дизелот, така што ако ја оставиме политиката на страна и почнеме да ги гледаме бројките, ќе дојдеме до заклучок дека во моментот, бидејќи сите купуваме од исто место, не купуваме од различно место, сите купуваме од исто место нафта и нафтени деривати, граѓаните во Македонија, но и граѓаните на дел од соседните земји, доаѓаат во Македонија на бензинските македонски пумпи да ги полнат резервоарите на своите автомобили и на своите превозни средства. Цената на горивата денес на прес ја коментираа и од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Цените на дизелот надминаа 100 денари за литар. За 43% се покачени во изминатите 6 месеци. Што значи, цените на храната повторно ќе растат, а владата на Мицковски не превзема ништо. Ценовниот бран сега ќе биде уште потежок затоа што половина од семејниот буџет на македонските граѓани оди на храна и пијалоци. Потрошувачката кошничка веќе достигна речиси 70.000 денари, а платите не мрдат. Сега секој нов денар на лебот, млекото, зеленчукот и овошјето директно удира врз семејната трпеза.